Штип и штипјани не се откажуваат од идејата за собирање на средства кои се потребни за лекување на нивната сограѓанка, младата медицинска сестра Сибела Омерова. Неофицијално, речиси половина од сумата е веќе собрана. Донаторски пунктови со кутии за собирање на средства се поставени во речиси сите локали и маркети, а од вчера граѓански активисти со иновативна идеја така наречен хуманитарен шопинг ги мобилизираат и помалите фирми. Тоа е еден модел каде што учествуваат представници на бизнис секторот, оние помали бизниси пред се и сите оние мали бизниси, креативци кои што на некој начин сакаат да се вклучат. Од една страна донаторите се тие, а од друга страна донатор може да биде секој граѓанин кој има желба да донира одредена сума пари, станува збор за символични средства од 200 денари па нагоре, а за возврат на својата донација да добие некој производ или услуга кој што да кажеме би покрил дел од неговите секојдневни потреби. Овој модел за собирање на донации за прв пат се активираше минатата година, кога градот покажувајќи ја својата солидарност во рекордно време ги собра парите за лекување на Христијан, кој за жал не успеа да се избори со болеста. Вчера неговиот татко Горан Коцев упати молба до сите граѓани за уште еднаш на дело ја покажат својата хуманост. Јас го минав тај дел без подршка на граѓаните, без сите, без независно од етничка, од верска, од партиска припадност. Средствата според мене мислам дека за Сибела ќе бидат у рекорден број собрани. Исто како што беше и за мојот случај. За случајот на Сибела Омерова за прв пат ќе се активира и солидарниот фонд на градот и од него може да бидат донирани околу 1500 евра, во зависност од деновите на лекување. Инако за лекување во Истанбул на младата медицинска сестра потребни се 70.000 евра. Единствено тамошните лекари се нафатиле да ја оперираат, а потоа и да продолжи со хемотерапија.